Почитувани гледачи, добре дојдовте во последното издание за ова сезона на емисијата Виспорт на програмата на Канал Ви, со оглед дека доаѓаат летните одмори, а се помалку секако има и спортски настани. Секако дека како ТВ каналот ВИС во рамките на своите информативни изданија ќе соопштуваме и ќе информираме за се она што е актуелно на спортски план, но како емисија ќе стартуваме некаде после летните, односно годишните одмори во август, односно септември. На самиот старт информација дека синоќа во Струмица стартуваше турнирот во Малфулба Струмица 2022, на кој што учествуваат 24 екипи од цела држава. Разговаравме, ние бевме присутни на отварањето на овој турнир и на дел од првите мечеви. Синоќа се одиграа 3 меча на кои што беа постигнати 20 голови, што е и одлична увертира за турнирот кој што ќе биде во наредниве 20 дена. Александар Марковски е член на организациониот одбор на овој турнир во Малфулба Струмица 2022, но и Костадин Костадинов, првиот човек на Општина Струмица, кој што е генерален покровител на овој турнир, ќе ги слушнеме на самиот старт во ова издание на емисијата Виспорт на програмата на Канал ВИС. Разговараме со Ацо Марковски, еден од организаторите на турнирот. Аце, како дојде до идејата да организирате еден турнир овде на спортскиот терен во населбата Чифлик? Да. Зошто се одлучи? Значи, вака, почнавме од ситуациите согледувајќи ги другите општини во државата кои редовно организираат турнири. Струмица е една од општините која прва се заложи во делот на спортот уште во времето на господинот Зоран Заев. Струмица во изминатите години не имала ваков турнир и заедно со дополнителните организатори кои бевме тука разговаравме со градоначалникот кој ни излезе максимално во пресред и дојдовме до идејата да го организираме турнирот. Овој турнир опфаќа 24 екипи и ќе биде на државно ниво. Имаме екипи од повеќе градови во државата. Екипите се распоредени во 6 групи по 4 екипи, кои првите две пласирани влеваат директно во осмина финале, од кои 4 трето пласирани екипи исто така ќе одат понатаму во елиминацијската фаза. Турнирот е со добар фонд на награди, од кој за прво место 110.000 денари, второ место 60.000 денари и трето место 30.000 денари. Заедно со организаторите и со градоначалникот кој ни стои комплетно во располагање за сите организации на турнирот, дојдовме до идеја ќе имаме награди за најдобар голман, најдобар стрелец и најдобар играч. Исто така сакам да се заблагодарам и на сите спонзори, струмички бизнисмени, струмички фирми кои излегоа во преслед заедно со нас и се вложија за оваа вечерва да биде како што е. Познавајќи ги екипите тие 24, може ли да очекуваме квалитетен, силен турнир овде во наредниве 20 дена? Да, значи имаме екипи кои доаѓаат од други градови во државата кои се надпреваруваат во професионалната лига на футсал. Исто така имаме екипа кои доаѓа од репрезентативните редови на футсал лигата и тоа ќе биде многу интересна и атрактивна ситуација која ќе им нуди многу големо расположение и убав провод на сите струмичани и околината. Ова ќе биде покана, предпоставам, за љубителите на фудбалот и почнем да дојдат да се забавуваат овде. Ги покануваме сите љубители на фудбалот, ги повикуваме сите спортски легенди, сите граѓани на општина Струмица и сите граѓани на Република Северна Македонија кои веќе се запознаени на турнирот да дојдат и да учествуваат, да гледат и да со нас заедно ги споделиме сите атракции. Почитувани љубители на малиот фудбал, добро вечер. Вечерва навистина е прекрасно чувството да во Струмица направиме обид
да вратиме нешто што низ годините наназад било традиција во Струмица. Генерациите паметат дека турнири во мал фудбал имало одржувани, тоа традиционално во спортската сала Парк, но повозрастните генерации паметат турнири во мал фудбал традиционални, кои што собирале многу луѓе и во домот тогашен на ЈНА, сегашен дом на армијата на Република Македонија. Јас на вистина честитам на иницијаторите за оваа убава намера да не соберат сите струмичани, да соберат сериозни екипи кои што ќе се надпреваруваат меѓу себе и да заеднички пробаме да го возобновиме, а верувам дека ова денеска што го организираме може да премине во традиција во Струмица. И многу често некои луѓе се прашуваат зошто градоначалникот Костадинов заедно со советниците со општина Струмица го поддржува спортот во ова време на криза. Го поддржуваме затоа што ништо повеќе на светот не може да обедини без разлика на етничката, верската или каква било определба од спортот. Го поддржувам спортот затоа што Струмица и епитетот на градот Струмица, дека е град на спортот, е нешто кое што е поголемо од мене како градоначалник и поголемо од општината како институција. Нешто кое што имам обврска јас сега како градоначалник, советниците, општинската администрација и цела Струмица да го негувам. Затоа го поддржувам и овој турнир во мал фудбал, затоа им се заблагодарувам и на спонзорите кои што во ова време на криза нашле начин да одвојат средства, да вложат и да инвестираат во спортот, затоа што повеќе од кога бил нам и овде во Струмица, но и во цела Македонија ни треба обединување. Почитувани присутни, со ова го затворам мојот говор и го прогласувам турнирот во мал фудбал Струмица 2022 за отворен. Нека ни се среќа. А сега се селиме на еден турнир кој што доправа ќе следи во општинскиот центар Босилово. Станува збор за стрит баскет турнир во организација на етно-ресторанот Виктор Тимов, односно Коста Тимов, простете, поранешен кошаркар, кошаркарски работник, тренер и човек кој што има за цел да ја крене свеста во јавност за децата со различности. Имено тој се организира еден турнир во баскет, кој што ќе се одржува на игралиштето на општинското основно училиште Гоце Делчев во Босилово, така што сите заинтересирани може слободно да се јават, да бидат дел од овој турнир кој што ќе се одржува во општинскиот центар Босилово. Коста Тимов беше гостин на програмата на ТВ каналот Виспва. Во продолжение предлагам да го слушнеме разговорот со него за и околу турнирот баскет. Поштовани гледачи, во продолжение за и околу еден турнир, баскет турнир, кој што ќе се организира во општинскиот центар Босилово. Во студиото е Коста Тимов, иницијатор, би рекол, на овој турнир. Тимов, добре дојде во студиото на ТВ каналот ВИС. Реков на почетокот дека причина на разговорот ќе биде организација и одржување на еден турнир, па може да ни кажете за каков турнир, баскет турнир, кога ќе стартува и од кога може да се пријавуваат екипите. Така, добро вечер на вас. Благодарност на поканата, да ги поздравам истовремено сите наши гледачи и потенцијални во публиката и учесници на турнирот. Така, иницијативата за турнирот во баскет, или народно кажено уличен баскет, кој што си го знаеме ние, е да се одржуваат спортски настани и во рурални средини. Поентата е едно подигнување на спортот и во рурални средини. Поради околности дадени, значи, инфраструктура, сали, големи игралишта, надпреварувачки клубови, свесни сме дека во руралните средини е многу малку застапен спортот. И од тој дел
како настан во културно лето кој што ќе го спроведува општина Босилово со градоначалникот, јас наметнав една тема да биде преко спортот баскетот со повеќе содржини, кој што збир од многу искуство од спортот и ред други работи, ќе сакам да направам еден добар настан кој што ќе служи за пример и во спортот, и главниот дел инклузијата, подигнувањето на свеста за прифаќањето на лица со посебни потреби и како треба од секој јавен настан да бидат застапени истите тие лица. Така. Јас како родител на дете со аутизам имам огромно искуство за тоа и како собственик заедно со син ми на прв ресторан кој е сертифициран како аутизам френдли на Балканот, една од содржините ни е како преко јавни настани си имаме дадено за оврска да правиме јавни настани, преко тие јавни настани да ја подигаме свеста, да имаме соработка, да самата средина ја прифати као недостаток они мислат, а уствари тоа е многу нормално, туку во средината, живеејќи во Гевгелија порано, го има благодетот и има разлика во овој дел. Сега јас сум сигурен дека ќе вроди плод ова и во нашата општина. Значи Босилово е во склоп на Струмица, Ново село, Василево, ние сме едно тука. Значи на тие настани треба да не бидат граѓани и од Дравош, и од Сушица, и од сегде, значи сплотеноста, и тоа само треба да се наметнеме со настани. Преку спортот да има една инклузија, да има другарување и да бидеме чинители, не директни сами учесници во баскета или личната кошарка, туку и да бидеме навивачи, да ги поддржуваме оние кои што ќе се пријават на овој турнир, мислам, целосно. Господине Тимов, турнирот е закажан, ако не се лажам, на 3 јули. Каде ќе се одржува? Кои се правилата и пропозициите за да бидат дел оние кои што сакат да пријават екипа на овој турнир во Босилово? Така, точно ќе закажено е на 3 јули, се надеваме дека нема да имаме дождови и друго за да има некое помрднување на ова дата. Значи правилата и прописите да има 4 играчи со котезација во кој самата котезација ги следува мајца за да бидат означени самите играчи кои на неја ќе носи надпис кој е тоа девиза сите сме исти, сите заслужуваме радост. Ова девиза е интересно и ќе ви ја кажам од каде потекнува. Точно од еден таков турнир кој се случуваше порано, се сеќават гледачите, традиционален баскет во Владевци. На овој турнир во Владевци што се случуваше? Ја како ветеранска екипа со Мишко и Павле Озунов игравме како учесници и стигнавме до финале. Самото финале пред да се одржи имаше културни точки и на самиот настан имаше еден дечко со Дауно синдром кој шотираше на кошот и не можејќи да погоде, публиката едноставно се смееше на тоа, реагираше невкусно. Во истиот момент јас го земав син ми Виктор, го однесев на слободните фрлења и едноставно изреагирав тој родителски инстинкт. Имате место еден, двајца да се смеете, повелете. Настана еден молк и за резултат на тоа следната година општина Василево 15 дена пред одржување на турнирот ми се јавија и изреагира како останало тоа на нив една дамка и ме замолија под моја иницијатива и некои мислење како би настапил турнирот да се испечатат мајци со наглас од некој. Во моментот мене ми текна и тоа ми е стара девиза, сите сме исти, сите заслужуваме радост, дали е лица со посебни потреби, дали е верска или не знам што, немаме право ние некој да исмејуваме. Апсолутно. И истата таа девиза сега се користи кај мене во ресторантот, на самите подметачи под тањерот си го пише тоа и си остана да продолжи девизата да ја следиме. Така. Апсолутно, но да се вратиме сега на турнирот. Рековме на 3, се знаат ли правилата кои се може? Рековте 4 играчи. Екипата од 4 играчи да биде. 4 играчи. Дали има старосна граница, машка, женска конкуренција? Сега навлегуваме во детали на оние кои што сака да се пријават. Мислам дека има и паричен фонд награди за најдобрите екипи во баскет кои што за прв пат ќе се одржува во Босилово. И каде? Така, не за прв пат, значи се одржуваше порано, ама е штета што не се продолжи во континуитет за да градиме
традиција да прераснуваме од ден на ден на нешто по-професионално. Така. Сега, мене ми се одлучив како ние собственици на ресторант и нормално соработници со сите граѓани, да тоа прерасне традиционално, така го крстив, ајде, ова е прва година, али традицијата ќе покаже. Сега, поентата е, Да. како што ја нареков, сите сме исти, сите заслужуваме радост. Нема старосни граници, Така. нема женска популација, нема... Значи, буквално секој има право да пријави своја екипа. Намерно е со 4 играчи место 5, за да има по-фер плей игра, кога е со 5 играчи, јас како бивши кошаркар и учесник на баскет турнири, тука се случува многу груба игра. Имаш право на повеќе лични, ја губиме убавината на спортот, добиваме една груба игра, не фер плей. Значи, самата котизација за уплата е 2500 денари, кој што во овие 500 денари ги следува мајца за секоја екипа, да бидат различно означени, али тука се појавува и учесник и поддржник на самиот турнир Кошаркашкиот сојуз на Македонија, кој што они со нивни реквизити, дресови, мајци, топки, они учествуваат како поклон, а тие ќе се доделуваат, иницијативата ми е мене за публиката и за најмладите да има забавни игри, кои ќе се осмислени со музика и забавен карактер, така победниците од малите... Од типот на слободни фрлања, предпоставам, тројки фрлања, мислам, предпоставам дека ќе има забавно... И некои ритмички игри, народни македонски игри и традиционални офати, и со тоа ќе им се додели дрес, тој дрес да едноставно го осетат дека е некое внимание, промоција, тоа го демонстрирав на Кошаркашкиот сојуз, за среќа сега се предводници на сојузот мои бивши кошаркарски другари, еден Тодор Гечевски, Маријан Срабиновски, Антич и сите тие, и многу брзо дојдовме до разбирање и соработка, кој што оние иницијативата исто да прерасне и за следната година. Сега тоа се случи многу брзо, али за следната година да имаме соработка. Да, и да бидат дел од организацијата, сепак, и тоа е еден голем исчекор што сепак една федерација застанува за ваков еден проект кој што вие го иницииравте. Господине Тимов, од тоа што досега го слушнав за овој турнир е тоа што ќе има и хуманитарна аспект, односно хуманитарна цел, отварање на сензорна соба. Сега, ако може и тој аспект да го фатиме во ова интервју. Така, значи е насловен и хуманитарен, и главната цел која што е покренена, значи ќе имаме символична влезница од 50 денари, сите тие средства од влезницата ќе бидат донирани и веќе наменски наменени за изградба на сензорна соба за лица со посебни потреби во основното училиште Гоце Делчев во Босилово. Зошто? Мојот син Виктор беше роден во Босилово. Така. Кога настана проблемот со аутизмот, му требаше инклузивна настава. Бидејќи ги не имавме тие услови пред некои 14-15 години, јас се иселив во Гевгелија, барав услови. После толку години, се уште немаме сензорна соба. Ако имаме дете со посебни потреби, мора тоа да иде во Струмица. А јас, знаејќи ја тежината, како е тоа да се организираш, кој е ефектот на кратки часови, ја преземав иницијативата и демонстрирав тоа на самиот градоначалник и советот, на директорот на училиштето со цел наставнички совет. Имавме разговор повеќе од 2 часа, која е улогата на сензорната соба, која е предноста, и така да, дај Боже, оваа сензорна соба да биде изградена и заклучена, уопште да нема едно дете. Да, но сепак вие поттикнувате да има, како се вели, ако евентуално има такви случаи, за да бидат сепак да бидат достапни во самата рурална средина или на самиот почеток. Ја тоа настапувам, како што кажав, дај Боже, никогаш да не се користи. Ама статистиката, за жал, дали тоа го прави хемијата или не знам што влијанија, тоа е долга тема. За жал кажува дека проблемот расте. Апсолутно. Да се вратиме повторно на тој спортски дел. Очекувате ли вака од прилика колку екипи? Претпоставам дека контактирате со оглед дека на социјалните мрежи веќе го објавивте дека постои ќе се организира ваков турнир. Веќе има ли најави, можности, интерес? Значи, ја објавата на Facebook ја објавив пред 3 сата и сега сум во една друга дилема. Кој да одбијам? Значи има интерес.
Добро, морам да признам дека и Коста Тимов своевремено беше кошаркар и се уште е активен во рамките на кошаркарскиот клуб Ветерани, така што долги познатства има и пуштено корени во кошаркарските води. Од тој аспект сакав за оние кои што не знаат. Значи има интерес. Има голем интерес. Прво интересно и огромна благодарност на ветераните кои што се уште припаѓам, пред се поддршката од матичниот клуб Струмица. Само што го споделив, во исто време се пријавија дали е ревијално или надпреварувачки и е закажено и гарантирано и тоа сака да учествуваат првата вечер екипата на ветерани од Кавадарци, Битула, Велес. Интересно е што дури само по Facebook пријатели се пријавија и екипа од Сандански, кој што дали има место да учествуваме. Тоа е нешто што не очекува, значи поминуваме и на нешто меѓународно. Так. Правиме локално, рурално так, и сега се случува меѓународно. Одлично, Тоа ќе биде едно добро. Од мои кошаркарски другари, помлади кои што и на некои сам бил и тренер. Така е. Ја живеев подолго во Гевгелија, таму завршив со кошарката на 42 години и тие деца кои што сам пренесел некое знаење, другарство, уште денес пријавија некои 6 екипи, Валандово, Гевгелија, Кавадарци. Така. Јас ќе искористам ова можност, доколку постои интерес, почитувани гледачи, да формирате баскет екипи и да бидете дел од овој хуманитарен турнир во Босилово, да се пријава слободно кај Коста Тимов или може и во едно ресторан од Викторса, не знам. Така, значи може да се пријават и кај нас, кај мене, во ресторантот, во телевизија ВИС и секој добронамерни кои сакат да земат учество. Значи не правиме некоја рамка на монопол, туку го развиваме и ја даваме идејата. Самите идеи што ќе се случуваат од забавен карактер, ќе бидеме среќни некој да ги премене и на турнир од фудбал, одбојка и дури во првенството на Македонија. Влеваме во сала, знаеме Струмица во моментот е најодбојкарски град. Так. На самата сала мене ќе ми е најмилост кога ќе видам деца со посебни потреби навиваат. Они може да не го знаат тие слогани, нема да знаат да пцуват, ама радост кај нив се осеќа. Апсолутно. Значи тоа е покренување на нешто кој што кај мене е 19 години тоа го правам и сега со искуството, со рутината сакаме да пренесеме. Ние сме добродојдени на соработка, на критики, така ќе направиме нешто за на долги стази. Каде се планира одржување на овој турнир? Рековте на 3, предпоставам дека имате одредена временска рамка. Значи како што кажав, ради временските состојби, ако не врне, од 3 до 10 да биде завршно со финале. Значи правиме краток период, ако бидат многу екипи, за да добиеме на квалитет, брзо и да не добиеме некоја монотонија, нон-стоп нешто да се случува, значи брзо и ефикасно. Така. Ова ќе на игралиште? На игралишто, школското игралиште на основното училиште Босилово, пошто во близина ни е училишто кој таму можеме и со соблекувална, училници. Имав огромна соработка и разбирање од самото училиште, од директорот Стефче Божинов, кој што е бивши кошаркар и моја висина и од тој дел се разбравме и ја има од самите наставници поддршката, соработка, иницијативата и они во организацијата да учествуваат, самиот наставник под физичко се понуди да биде судија, колку што може да учествува. Тоа е ефектот. Да, ноќен ли ќе биде турнирот, да бидеме да прецизираме и од кога се планираат оние надпревари да почнуваат да се играат на игралиштето на училиштето Гоце Делчев Босилово? Нормално ќе биде ноќен, пошто сега температурите се високи, луѓето преку ден се презафатени со работа. Да, и во рурална средина сепак работат на ниви, на поле, така да, значи, од 3, почитувани гледачи, доколку сакате да бидете дел од сето овој турнир и да бидете дел од хуманитарниот аспект за отварање сензорна соба во училиштето Гоце Делчев во Босилово, предпоставувам. Бидете таму, навивајте, другарувајте, забавувајте се, ќе има, предпоставувам, како што рече, и награди од Кошаркарската федерација за публиката која што ќе биде присутна таму. Тимов, поставувате темели за еден нов вака турнир, баскет, планови отпосле, иако се уште не е отпочнат овој турнир, но предпоставувам дека нема да застанете. Рековте дека ќе биде традиционален. Така, значи плановите, како што кажав, немаме ние некој ефект ако чекаме од година на година. Овој турнир,
е поентата да направиме инклузија и некое другарство. Повремено, некои играчи кои што им интересно, дали на овој терен во Босилово или кои што планираме собствен терен за баскет, да продолжиме со игра баскет на превари не од типот на турнир, од типот на забава. Пак да има дружба, да бидат во публика лица со посебни потреби. Пак да направиме игра меѓу нас ветераните, да направиме некој тренинг на деца кои што сакат да се занимаваат во кошарката, искусни играчи, поранешни и сегашни тренери, да ги поканеме да демонстрираат и на деца од руралната средина, да ги охрабрат да влезат во спортот. Со тоа ќе добиеме еден контекст и квалитет кој што ќе се одрази на следната година. Апсолутно, но ќе поттикне да се активно занимава со спорта сите останати. Тимов, јас ти благодарам на ова интервју и на програмата на ТВ Канал од ВИС. Многу успешна организација. Канал ВИС ќе информира за сите оние случувања кои што ќе бидат на овој турнир наставен. Само простете ми на слоганот кој што ќе биде оваа турнир. Сите сме исти, заслужуваме. Сите заслужуваме радост. Сите заслужуваме радост. А вам, почитувани гледачи, само подсетување дека почна процесот на пријавување за турнирот во баскет или улична кошарка во општинскиот центар Босилово. Доколку сметате дека сте подготвени, имате потенцијали да бидете дел од овој турнир, слободно пријавете се кај Коста Тимов, но и бидете дел од сите оние случувања од 3 до 10 јули на игралиштето на општинското основно училиште Гоце Делчев во Босилово. Почитувани, тоа би било се во издание на емисијата ВИС Спорт. Пријатни годишни и летни одмори. Се гледаме на есен.